Секој ден одење по неколку километри пеш или со возила за питка вода. Ова е реалноста во која живеат жителите на радовишките села Бучим и Тополница. Фирус Сомеров не пречека на влезот во селото. Вели, без вода се откако знае за себе. Тој ќе остари, а проблемот со водата не се решава. Јас кога сум роден, не се сеќавам доволно вода да имаме. Едно време немаме вода, после неколку време од рудникот, почнаа да ни дадат вода и тоа вода не е за пиене, не е ни убаво и за средствата да се употребува, има бакр водата моментално. Овие населени места се живи, едни од ретките каде популацијата во континуитет расте, а со тоа и проблемите за водоснабдување. Во двете села Бучим и Тополница, според пописот од 2021 година, живеат околу 1000 жители. Како што навлеговме кон сред село, групи деца и возрастни се забавуваат. Првите играјќи си, другите разговарајќи меѓу себе. А кај возрастните темата е таа: не се живее во 21 век без вода. Од рудникот горе имаше вода, ама там нешто вода, некои се чели тие таквите и нема вода. Немаме вода. Одеме, тука далеко има чешма. Од тамо пиеме. Колку ви е далеку чешмата? 1 километар повеќе. Чешмата. Тамо одам. Јас болат ми ножи, едва ја одам тамо. Фирус, како и неговите соселани, смета дека рудникот е главна причина што тие се без вода. Селата Бучим и Тополница се буквално на меѓата со овој рудник и бараат да се најде решение за нивната мака. Рудникот не е близко 200 метра. Сите чешми што имаме ги уништија. Не имаме вода. Од тие чешма пред која јас бех мал имаше. Кога почна рудникот ископот, снемаа водата и останаме без вода. Сега рудникот Бучим треба да ни донира од негде да ни донесе вода. И тоа вода за пиене. Не е само вода да имаме. Во 2021 година, рудникот Бучим ги снабдуваше овие села со вода преку цистерни. Како што велат од управата на рудникот, испораката била на барање на местните заедници со цел да се задоволат основните потреби на населението. Дополнително, рудникот финансирал хидрогеолошки истражувања во вредност од 50.000 евра, со кои бил направен првиот чекор кон пронаоѓање трајно решение за водоснабдување. Истражувањата биле спроведени од овластена стручна компанија, а добиените резултати доставени до општина Радовиш, која има законска надлежност за реализација на инфраструктурните проекти. Од општина Радовиш пак велат дека има изработено проект за водоснабдување, но немаат пари за да почнат со изградба. Инаку решавањата на проблемот со водата во Бучим и Тополница беа во предизборните проекти на актуелниот градоначалник на изборите во 2021 година. Тогаш предвидувале дека ќе се изгради 2 километра водоводна мрежа во Бучим и 3 во Тополница.